Охрид нема археолошки музеј. Поради тоа со децении вредното културно наследство се чува во спомен куки и објекти каде што не им е местото. Далеку од очите на јавноста, дел од предметите пак се наоѓаат во депоата, кои се мали и недоволни. Градот час поскоро треба да добие музеј, бидејќи објектите во кои се изложени вредните археолошки експонати не се соодветни за нивно презентирање, вели првиот човек на Охридскиот завод и музеј Горан Патчев. Имаме доста значајни артефакти кои се чуваат по депоата и се уште не го имат видено светлоста на денот да се презентираат на пошироката јавност. Значи дел од оние функции, од она работа ние што ја работаме сега овдека во некои, да речам, импровизирани простори и депоа, таму ќе бидат по сите најсовремени прописи. Иако во Свети Климентовиот универзитет на Плаошник, кој е во изградба, меѓу другото ќе има и археолошки музеј, насушна е потребата од вакви установи од културата, каде непроценливото богатство ќе биде видливо. Охридската галерија на икони, која е една од највредните и најзначајните светски колекции на икони, бележи многу слаба посетеност, затоа ќе биде дислоцирана на Плаошник. Она пак што не треба да се дислоцира, а е исклучително посетено, е Самоиловата тврдина, која освен приубавата гледка кон градот, не нуди никаква содржина и тоа мора да се промени. За почеток ќе ја вратиме велелепната летна сцена на тврдината, каде некогаш во исклучителен амбиент се одвиваа драмски представи, открива Патчев. Наша интенција е од година да го истражиме цел простор и веќе да почнеме да размислуваме како да го заживееме тој простор, бидејќи таму навистина нема содржини кои би ги задржал луѓето подолго време, освен на прекрасна гледка од самите тврдини. Планираме таму исто да има некаков мини музеј, сувенирница, билетарница, некоја кафетерија, санитарниот јазел да се стави во употреба. Во меѓувреме ќе продолжат истражувањата на Самоиловата тврдина. Оти откриено е околу половина од она што таа го крие. И не само таму, огромен дел од богатството кое се крие под земја не е откриено. Се надеваме дека кога ќе се откријат, ќе дојдат во вистински раце, пред некој на диво да го ископа сокривајќи го од институциите. Досега се откриени 5 златни маски кои се наоѓаат во Скопје, Софија, Белград и Охрид. Археолозите сметаат дека голема е веројатноста да се откријат уште златни маски на некрополите во Охридско кои се недоволно истражени.